Денеска во Центарот за култура Бели Мугри се одржа поетска работилница на која целта беше да се истакне таткото во поезијата, бидејќи главни мотиви на напишаните песни од страна на учениците секогаш е мајката. На наставот беше присутен авторот за деца Киро Донев, кој ги запозна учениците со тоа како се пишува и како настанува една детска песна. Изјава: Овде сум јас чест гостин, затоа се чувствувам и како да сум дома. Имам многу читатели, а поводот е 50 години од моето творештво, еден мал јубилеј славам, 50 години од моето творештво и 70 години од животот, односно 50 години другарување со најмладите љубители на литературата. Знаете, јас мојот работен век го минав, јас сум инаку по професија просветен работник, завршив учителска школа книжевност, меѓутоа место со дневникот во рака, една година сум бил учител, потоа се префрли во редакцијата Детска радост, како млад новинар, ме зема Видое Подгорец под свој закрила и работев во списанијата за најмалите. Значи, на некој начин дневникот го заменив со перото. Поетската работилница е организирана и на иницијатива на Сдруженијето за култура, наука и уметност Стари поток, а на неја учествуваа ученици од основните училишта Малина Попиванова, Никола Карев и Рада Кратовче. Целта на оваа работилница, поетска работилница денес, која што ќе се одвива во неколку блока, е пред се да се запознаат децата со поезијата за деца и за млади, а пред се да се стави акцент на мотивот за таткото во поезијата. Односно, знаеме дека најчесто кога ги обработуваме песните, најчест мотив е мајката, природата, татковината, а многу ретко се споменува или се среќаваат песни каде што основен мотив е таткото во поезија. Учениците твореа песни за таткото, а тие песни ќе бидат објавени и собрани во билтен. Настанот е дел од манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура на Република Македонија.